Филмска акција каква што на овие простори не е видена изврши полицијата заедно со припадници на Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за труд и Управата за јавни приходи во текот на ноќта помеѓу 12 и 13 февруари во неколку угостителски објекти во центарот на Кочани, а по однос на прекрашување на законските одредби од повеќе закони: Законот за заштита на населението од заразни болести, Законот за угостителска дејност, Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и други нормативи во ингеренции на овие институции. Неколкучасовната акција со вооружени специјалци со дресирани кучиња за откривање наркотични средства ја следеле голем број главно млади граѓани кои се затекнале во трговскиот центар. За многумина возбудливиот настане главна тема во разговорите во изминатите 2 дена во градот на Оризот, бидејќи во прашање е масовност на откриени прекрашувања на законските одредби. Имено во акцијата откриени се 39 лица кои биле во угостителските објекти без поседување на валиден ковид сертификат. Кај 2 лица се откриени лажни ковид сертификати. Затекнати се 26 малолетници по полноќ, евидентирани се прекршоци по основ на закон за пушење, а во еден случај и согласно законот за оружје, бидејќи кај едно малолетно лице бил пронајден нож. Во текот на акцијата се запечатени 3 угостителски објекти од страна на Државниот пазарен инспекторат поради евидентирани 3 кривични дела, 2 по член 378 фалсификување исправа, а 1 по член 204 точење алкохол на малолетно лице, и регистрирани се 36 прекршоци по разни основи од доменот на работата на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат. Исто така од страна на полициските службеници евидентирани се 39 прекршоци по основ на Закон за заштита на населението од заразни болести, 43 прекршоци по основ на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, 3 по основ Закон за лична карта, како и 23 прекршоци по основ на Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата, додека пак 31 лице биле приведени.